продолжуваме по првата точка од дневниот ред. Процедурално не може прва точка од дневен ред, процедурално. Значи процедурално барам, да не правиме глупости, барам процедурално. Процедурално. Барам процедурално. Не може. Значи барам процедурално пред да си замислите дека сте усвоиле дневен ред. После тоа ми го земавте процедуралното, па пак ми го земавте процедуралното и не е во ред. Не е довршено. Затоа ве молам. Значи ти вчера процедурално колега си зема сам без да ти дозволи. Нормално и вие гласавте и замислите дневен ред дека гласате, па сами си го изгласавте и не го признаваме. Значи ај вака се разбереме, почитувана колешка. Не изгласам дневниот ред. Не, дневен ред ви кажав и вчера нема дневен Не ред. изгласам. Ако може да се слушаме. Колешки, видете вака. Прво во оваа комисија секогаш сме имале пристојна соработка. Се зимам себе си како индивидуа, како пратеник, како член. Ретко пропуштам седница на комисијата, никогаш по ниедна точка од дневен ред не сум зборувал надвор од законското решение кое и да било предложено изминатиот период, принципиално. Два пати имам земено процедурално, кое што и вие сте го прифатиле, ќе ви кажам кои два пати. Еднаш барав да дојде представник од владата, бидејќи немаше представник од владата, вие го обезбедивте, уште не знам што беше. И вчера земав трет пат во година и нешто процедурално, бев јавен втор уредно кај службите, ви пренесоа, вие климавте со главата, барав процедурално, за да објаснам зошто сметам дека ова предложено законско решение, независно што има внатре во тоа законско решение, е грубо кршење на деловникот, на процедурите, кинење на европското знаменце, ставање по секоја цена и така натаму. Вие, после едно процедурално, немавте трпение, немавте политички сенс да не изслушате што имаме да кажеме, а при тоа и вие, и сите овдека колеги кои што седиме заедно, знаеме дека сме во право, дека не се усогласува со ниту една европска регулатива. Дрскоста да после првото процедурално кажете нема второ, го ставам на гласање кој е за, 8 давам пауза. Тоа така може би е сега во Афганистан, со талибанците. Не е во ред во ова собрание, во кое што имавме пријавени само колегата Ефтимов, јас и професорката Сијановска бевме пријавени за процедурално. Трпение да немате, како владеачко мнозинство, од кај кршите закон, од кај кршите деловник, да немате трпение тројца да ни слушате, навистина ги преминува сите граници на пристојност во ова собрание. Бидејќи пораките кои што во континуитет ги испраќаме од ова собрание се многу лоши према јавноста. И затоа вчера реков, ама вие излеговте, затоа јавноста не гледа веќе на собраниски канал. Затоа јавноста нема доверба во политиката. Бидејќи ние им зборуваме на луѓето, бидете толерантни, почитувајте се меѓуетнички, меѓурелигиски, на работни места, а вие како председател на комисија овдека немате трпение тројца по 10-15 минути да слушате процедурално. И тоа ги сите граници на пристојност. И немате да очекувате дека принципиелно ќе се повлечам и ќе го признаам ова кое што си го замисливте дека го внесоте дневниот ред. Тоа мора да го направиме согласно закон и согласно деловник. Јас не велам дека вие нема да го донесете. Ова владеачко мнозинство е познато по тоа што чуда знае да направи во ова собрание, устав да крши, закон да крши и се. Мене тоа ми е јасно. Ама не можете и никогаш нема да ви дозволам демократското право да ми го кратите. Јас во изминатиот период секогаш сум следел собрание. Вие сте биле неколку мандати пратеник, сум ме следел и вас и сите. И многу пати кога сум гледал како граѓанин, не сум се согласувал со тоа што се случува во собранието. Независно кој бил на власт, дали биле ВМРО, ДПМН или биле СДСМ, едноставно сметал дека тоа не е во ред, не е демократија. Ама тогаш не сум бил моќен да зборувам било што овдека, бидејќи сум бил надвор. И сега кога сум внатре, јас не можам сам моите идеали и моите принципи да се ги предадам, заради тоа што на СДСМ, Заев или владата им се брзало да донесат некој закон. И вие и самата знаете дека овој закон беше предложен по редовна и нормална поставка. Наеднаш му се става европско знаменце во време кога сме пред избори, кога 50%
од граѓаните или се деполитизирани и се што е политика тргаат на страна, не сакаат да гледаат, или се максимално концентрирани на локалните избори за градоначалници и листи на советници. И во тој период ова се случува и од кај тоа се случува, уште немаме право да кажеме што мислиме. Тој филм не може. Понатаму. Бираме закон за Академија на обвинители и на суди. Ние сме, почитувани колеги, 111 по корупција. 111 сме по корупција заради тоа што нити имаме обвинителство како што треба, нити имаме судство како што треба. Ако ние земеме и носиме закончиња или закони кои што не се со консензус, а се однесуваат на столбот на државата, бидејќи правосудството, правда, е столбот на државата, заедно со образование. И немаме широка дебата. Тогаш тонеме заедно 2 милиона граѓани. Кога разговараме за академии, за идни суди и обвинители, тука нема ВМРО, ДПМН, ДУИ, СДСМ, ГРОМ, така натаму. Нема. Значи мораме да имаме широка дебата за овој закон. Треба да имаме зголемени критериуми во законот, а не спуштени критериуми. Уморен сум да слушам како на некоја од челничките на СДСМ СНАИ станал судија, како на Заев на Шурнајката Мажоти станал судија, како оној од Шарена револуција адвокатот Стеникуре станал судија. Тоа не е добро. И нема да ви дозволиме, барем јас од себе тргам, да помине закон без да седнеме и да направиме општ консензус. Не можеме да намалуваме англиски јазик за да влезат определени, знаеме кои сите во држава и кој од каде зима потврди, знаеме во држава. И тоа не може. Затоа нова судство и оваа академија имаше многу голема фалинка. Да ме подсети на тефтерчињата на Рашковски и прашањата по кои се полагале во Академија суди и обвинители. Дали имавме такви случаеви или немавме? И сега ние тоа не треба да го зборуваме, му ставаме европско знаменце за 3 дена во рок на локални избори и народот се тоа треба да заборави. Треба да ги забораваме стените тестови. Како тоа го спречуваме овдека? Нели мислите дека пратениците овдека не сме ние најпаметни? Ги немаме најдобрите идеи? Каде е стручната фела? Каде е правен факултет? Каде се меѓународни искуства? Ништо од тоа немаме, на 2, на 3 треба да поминеме. И потоа, ако ќе дуе извештајот, прво раменјата горе, парачето на срце, работиме ние на криминал и корупција, ако сме 111, кампања почнавме. Не може така. Така не може и тоа нема да го дозволиме. Зборуваме за Академија на суди и обвинители. Вие знаете дека немате поминато извештај на Републички судски совет. Како тоа прво одиме напред, па се враќаме назад? До кога? До кога ќе се правиме недоветни во ова собрание дека човек кој што нема образование на судија разрешува или менува судии? И не при тоа не доаѓа во собранието да е отчет за својата работа. До кога ќе го правиме тоа? Кога ќе се вие имате најголемата одговорност како владеачко мнозинство? Немам јас одговорност. Мојата одговорност е да алармирам јавноста и да бидам упорен кога вие ќе сакате да ми одземете процедурално да го терам до крај. И од опозиција повеќе не можам да направам. Јас подавам рака да направиме широка дискусија, јавна расправа, што е најдобро за граѓаните, што е најдобро за правниот систем. Сите сме у тој правен систем. Вие викате ја прекинувам седницата, станувате и си одите. Тоа ли е собрание? Ја така не го подигам собранието. И тоа му го правите на пратеник кој што никогаш не злоупотребил. Ни говор, ни процедурално, вие сте сведок дека тоа е така. Затоа, сакам да се разбереме на работа. Кој сака да зборува процедурално, ќе му дозволите да зборува процедурално. А дали ќе го отворите дневниот ред или точката од дневниот ред, тоа ќе биде ваша политичка и морална одговорност. Она што беше вчера може да личи на комисија за европски прашања. Таму не сум член, еднаш бев и се згранив. Ниту на вас тоа ви прилега, ниту на било кој колега овдека
тоа му прилега. Оваа комисија до сега била пример како се работи во собранието и власт и опозиција. Затоа, не сакам да зборувам сега на саат, Талја Џафери, пошто да читам книги овдека. Не, сакам да ви окажам следново. Повлечете си дека наводно е донесен дневен ред. Оставете ги колегите да зборуваат и да кажат што имаат против овој закон да се донесе како процедура, а потоа ќе си имате одговорност пред народ како ќе одлучувате. Овака не дозволуваме, почитувана председателки. И вие знаете дека не е во ред, и сте знаат дека не е во ред. Оставете ги другите комисии, они ги си имаат друга одговорност или ќе ја немаат, бидејќи таму раководат определени други структури. Оваа структура овдека, оваа комисија, овој конгломерат од политички партии терал добро и ве молам не му ставајте дамка да личиме на талибанци. Дајте процедурално, повлечете го тоа и како цивилизирани луѓе да преминеме на материјална расправа, ако вие сметате дека тоа е добро. Ако сметате дека не е добро, има јавност, има гаѓани ќе ценат и толку од мене. Поздрав.